за урбаните вести. Во текот на вчерашниот ден регистрирани се 6 нови случаи на заболени од морбили. Ова е веста на денот, а во продолжение ги гледаме и останатите наслови за денеска. Останете со нас. Нови 6 случаи со морбили. Досега вакцинирани 5107 деца. Град Скопје ќе формира јавно предпријатие за третман на уличните кучиња. Додека не профункционира трамвајот и ГЕС, ќе дишеме загаден воздух. Екот на грипот се очекува во февруари. Владата со нови услови за проектот Купи куќа, купи стан. Каматата се намалува на 2,9%. Во текот на вчерашниот ден се регистрирани 6 пациенти со морбили, според податоци од пунктовите за имунизација. Од почетокот на епидемијата до сега се вакцинирани вкупно 5107 деца. Во текот на вчерашниот ден се регистрирани 6 пациенти со морбили. На клиниката за инфективни болести во моментот се хоспитализирани 20 пациенти со ова заболување. Меѓу нив е едномесечно бебе со Даунов синдром од Куманово, кое е со потешка клиничка слика и кое претходно било лекувано на клиниката за детски болести, соопшти Министерството за здравство. Амбулантски се прегледани 5 пациенти со симптоми на морбили, од кои едно 6-годишно дете од скопското село Љубетен, кое е вакцинирано со 1 доза, како и 4 возрастни пациенти, 2 од Скопје и по 1 од Дебар и Куманово, кои се пуштени на домашно лекување. Според податоци од пунктовите за имунизација, од почетокот на епидемијата до сега се вакцинирани вкупно 5107 деца, посочуваат од Министерството за здравство. Град Скопје ќе формира ново јавно предпријатие кое ќе биде задолжено за третман на уличните животни. Градоначалникот Петре Шилегов истакна дека предпријатието ќе ги преземе сите активности кои опфаќаат заловување на животни, стерилизација, како и ветеринарна грижа на животните. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов соопшти дека донел одлука град Скопје да почне постапка за формирање ново јавно предпријатие што ќе биде задолжено исклучиво за третман и за благосостојба на уличните животни. Шилегов најави дека новото јавно предпријатие под негова надлежност во целост ќе ги преземе сите активности кои опфаќаат заловување на животни скитници, нивна стерилизација, ветеринарна грижа, регистрација и процедури за вдомување од страна на заинтересираните граѓани. Постапката околу формирањето на новото јавно предпријатие, како што рече, тече паралелно со процесот на чипирање на домашните миледници со цел истовремено кога ќе заврши овој процес да почне да функционира новиот стационар на град Скопје. Го спречуваме механичкиот прилив на животни на улиците од неодговорните сопственици и новиот систем ќе овозможи полека, стратешки нашиот град да се справи со овој проблем. Затоа што овој проблем е таков кој што бара инволвирање на повеќе институции на локално и национално ниво, вклучување на граѓанските активисти и здруженија со цел бројот на кучињата скитници да биде сведен на минимум, на начин што ќе се обезбеди нивна благосостојба, но истовремено ќе гарантира и безбедно и непречено движење на граѓаните на јавните градски површини. Ова значи дека не постои инстант решение со кое кучињата ќе исчезнат од улиците. Но тоа не е и не смее да биде изговор на институциите да бегаат од решавањето на овој проблем. Туку напротив, ова е предизвик за координиран системски пристап кој што ќе се прифати на овој предизвик и ќе го изнајде одржливото решение. Шилегов додаде дека за името на предпријатието се уште не е одлучено, но негова желба е тоа да се вика Лајка. Лајка, како што рече, е куче што го има сменето човештвото. Новото јавно предпријатие ќе биде основано со буџетски средства на град Скопје, а опремата ќе биде од постојниот стационар. Ќе биде вклучен дел од персоналот што работи во стационарот, а за остатокот од персоналот очекува дека професионално и волонтерски ќе се вклучат и граѓански здруженија кои ќе бидат дел од овој процес. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов спасот од загадувањето на воздухот го гледа во градското енергетско предпријатие, кое се очекува да профункционира од идната грејна сезона. Покрај предпријатието и трамвајот според Шилегов ќе придонесе за намалување на загадувањето. До тогаш ќе мора да дишеме отровен воздух. Во последните 15 на дена
во конкуренција на над 4500 градови. Скопје 2 пати се искачи на листата на најзагадени градови во светот. И за разлика од порано, кога снежните врнежи и врнежите од дожд придонесуваа за намалување на загадувањето, овој пат не помогна ниту тоа. Најалармантно беше за време на викендот, а како најголем причинител за загадувањето, и овој пат прстот беше вперен во домакинствата кои се греат на дрва и автомобилите. Сепак, граѓаните се спротивставуваат на ова тврдење, со забелешка дека токму за време на викенд сообраќајот во Скопје е двојно редуциран и виновникот за отровниот воздух треба да се бара на друго место. Неодамна градот Скопје во соработка со МАНУ направи анализа за причинителите на загадувањето, во која беше посочено дека домакинствата се најголемите загадувачи на воздухот. Сепак, анализата беше нецелосна, затоа што во неа експертите одлучиле да не ги вклучат фабриките. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, спасот од загадувањето го гледа во градското енергетско предпријатие. Градот Скопје го основа градски енергетски системи, кое што треба да се занимава со системско решавање на најголемиот причинител на аерозагадувањето, а тоа е индивидуалното затоплување на домовите. Напоменувам, 73.000 куќи, станови, домови во Скопје се надвор од организиран систем на затоплување на домови. 53% изнесува придонесот на затоплувањето во аерозагадувањето. И тука лежи суштината на решавање на проблемот со аерозагадување. Со тоа предпријатие, со имање лиценци, со управување на мрежата, ние и на социјално загрозените, да речам, наши сограѓани, го доведуваме градот како институција во активна позиција да понуди пакети, програми, помош на граѓаните, со цел да не еколошкото затоплување на домовите го замениме со соодветно еколошко, дали од топловодната мрежа, дали од гасоводната. Ние во оваа година што измира го имаме поделено градот. Каде, бидејќи немаме многу пари, каде ќе продолжиме со развој на топловодната мрежа, каде ќе започнеме со секундарната гасификација. Покрај градското енергетско предпријатие, градот со 27 мерки се справува со загадувањето, тврди Шилегов. Трамвајот е една од мерките која според првиот човек на градот потполно ќе го смени сообраќајот во Скопје и ќе ги мотивира граѓаните да користат јавен превоз. Градот Скопје во текот на оваа година сериозно го засили инспекцијскиот надзор во справните субјекти. Го вративме миењето на улиците, рачното миење на улиците што години назад го нема со тие скромни капацитети што ги имаме. Градот Скопје изработи нова сообраќајна студија за јавниот транспорт во градот и вие знаете, председателот на владата го најави трамвајот. Тоа е нешто што градот го сработи. И сега очекуваме да го решиме финансирањето, трамвајот ќе го смени целокупниот сообраќај во градот, не само јавниот транспорт. За разлика од минатата година, кога градот 2 пати во текот на зимската сезона ги воведе мерките против загадувањето, оваа година тоа се случи само еднаш, што според Шилегов е доказ дека се работи на решавање на проблемот. 15-минутна блокада на депонијата Дрисла најавува движењето за чист воздух со барање да се раскине договорот со италијанската фирма концесионер, поради неисполнување ништо од договореното. Движењето за чист воздух за утре со почеток во 12 часот и 5 минути најави 15-минутна блокада на влезот на депонијата Дрисла. Активистите ќе побараат да се смени правилникот за извршување инспекцијски надзор, усогласувајќи го со ЕУ нормативите, во најбрз можен рок да се донесат правилници за индустријски емисии и воведување најдобри производствени пракси за тој сектор и раскинување на договорот со италијанската фирма концесионер, поради неисполнување ништо од договореното. Даваме рок од 15 дена за исполнување на овие барања. Во случај на неисполнување на истите, следниот чекор е блокирање на град Скопје и поднесување тужба, велат од движењето. Предходно, движењето за чист воздух отвори петиција за собирање потписи против загадувањето на воздухот во Македонија. Оттаму велат дека нивна цел е да се спротивстават на игнорантскиот став на надлежните кон воздухот кој го дишат граѓаните на Република Македонија.
Состојбата со загадениот воздух во државата од ден на ден станува се поалармантна. Сушност веќе го достигна врвот на неодложување на овој проблем. Секој ден сме сведоци на се поголем број болни деца од респираторни болести, а смртните случаи не се исклучок за жал. Но градските власти како да имаат поголеми приоритети од тоа да им обезбедат здрав живот на своите сограѓани и на нивните деца, додаваат од движењето. Доцни набавката на заштитни маски кои Министерството за здравство треба да им ги обезбеди на хронично болните, како заштита од загадениот воздух. Маските најрано на болните лица ќе им бидат дадени во април. Набавката на заштитни маски како превентивна мерка од загадениот воздух беше најавена на почетокот на декември минатата година. Но како што стојат работите, после изгледа дека хронично болните ќе може да ги користат идната зима, бидејќи Министерството за здравство дури сега го распиша тендерот за нивната набавка. Со оглед дека станува збор за поголема количина и вредност на набавката, законот налага тендерот да трае 45 дена и со самото тоа ќе заврши кон средината на март, кога и ќе се избере најповолниот понудувач. Дури потоа може да почне нивната дистрибуција, па затоа може да се очекува дека хронично болните ќе ги добијат маските најрано во април. Министерот Филипче кажа дека ги анализираат ризичните категории за да може да проценат колку маски треба да се купат и стигнаа до бројката од 50.000 маски. Вчера Скопје повторно беше градот со најзагаден воздух во светот. Од Институтот за јавно здравје информираат дека оваа недела е забележано намалување на заболените лица од грип во споредба со истиот период од минатата година. Но, како што информираше доктор Жарко Караджовски од Институтот за јавно здравје, грипот кон средината на февруари ќе биде во полн ек, кога се очекува да бидат регистрирани поголем број заболени од вирусот. Според најновите податоци од Институтот за јавно здравје, оваа недела се регистрирани 654 случаи на заболени лица од грип, што представува 20% повеќе од минатата недела. Како што ни информираше доктор Жарко Караджовски од Институтот за јавно здравје, во месец јануари се регистрирани 1800 заболени од грип, а до сега од ноември и јануари регистрирани се вкупно 2850 случаи. Според податоците, бројот на заболени лица од сезонски грип е намален во однос на истиот период минатата година. Доктор Караджовски истакна дека оваа недела е регистрирано зголемување на бројот на заболени од свински грип. Според последните извештаи, регистрирани се вкупно 19 случаи. Најголем број на заболените лица се на возраст од 15 до 64 години. Тоа значи школски деца и продуктивно население. Најголем пак морбидитет е кај малите деца. Со други зборови, тие најчесто заболуваат со потешка клиничка слика. Она што нас посебно оваа недела не изненади е голем број на изолати на грип H1N1, односно во народот познат свински грип. Имаме 14 нови изолати од пациенти со типични симптоми на грип. Со се претходната недела имавме нови 5, значи ukupно има 19 изолати на H1N1, имаме 4 изолати на H3N2 и 2 изолати кои што се од неодредено потекло. Што тоа значи во пракса? Во зависност од состојбите во Република Македонија, ние зборуваме за зголемување на бројот на заболените лица. Тоа е така како што го кажува. Меѓутоа, во однос на тежината на клиничка слика, следејќи ја состојбата во Европа, пред се во балканските држави, ние се уште немаме регистрирано смртни случаи. За разлика од тоа, во Црна Гора имаат 5 регистрирано смртни случаи, каде што има и едно дете од 2 години возраст, а во Хрватска има повеќе од 20 смртни случаи. Караджовски додаде дека поголемо зголемување на заболени лица од грип се очекуваат во средината на февруари. Симптомите по кои може да се препознае грипот е малаксаност, висока температура. На заболените лица од грип им се препорачува да останат дома и да примаат терапија исклучиво по препорака на лекар и самостојно да не земаат антибиотици, да се пијат топли напитоци како чаеви и супи, овошни цедени сокови, вода со лимон, да се земаат свежи продукти богати со витамини и минерали, најдобро овошје и зеленчук кои му се неопходни на организмот. Особено се препорачливи продукти богати со витамин С, цитрони, лимони, портокали. Доколку не се располага секогаш со свежи прехранбени продукти, може да се користат и мултивитамински напитоци и препарати.
Се намалуваат каматните стапки за купување станови и куќи во рамки на проектот Купи куќа, купи стан. Каматните стапки за првиот модел во кој државата субвенционира дел од месечната рата се намалуваат од 3,95% на 2,9% за првите 3 години. За четвртата и петата година каматите се намалуваат од 4,44% на 3,9%. Нови услови има и кај проектот Купи стан за млади, каде ќе се субвенционира 70% месечна рата, главнина и камата во првите 5 години или 70% од учеството. Нови подобрени услови, намалена каматна стапка, ќе добие проектот Купи куќа, купи стан. Најголема новина и поволност за граѓаните е значителното намалување на каматните стапки. Каматните стапки за првиот модел во кој државата субвенционира дел од месечната рата се намалуваат од 3,95% на 2,9% за првите 3 години. За четвртата и петата година каматите се намалуваат од 4,44% на 3,9%. Измените добија поддршка од владата, а ќе се применуваат откако ќе биде усвоен од Собранието на Република Македонија. Новите услови денеска ги презентираше министерот за финансии Драган Тевдовски пред членките на Македонската банкарска асоциација. Тој појасни дека, на пример, за кредит од 50.000 евра, само по основ на камати, граѓаните ќе заштедат 1.300 евра. Со новините се намалува и каматната стапка за моделот учество и наместо досегашната стапка од 4,5% плюс 6-месечен еурибор ќе биде 4% плюс 6-месечен еурибор, а која важи за цело време траење на исплатата на кредитот. За корисниците, како што појасни министерот, се менува и процентот на субвенционирање кај моделот со месечна рата, и тој ќе изнесува 70% наместо 50%, а дополнително по примерот и позитивното искуство во Хрватска се воведува дополнителна субвенција за секое родено или посвоено дете од 30% од ратата. Нови услови има и кај проектот Купи стан за млади, каде ќе се субвенционира 70% месечна рата, главнина и камата во првите 5 години или 70% од учеството. Со ова, смета министерот, ќе се обезбедат повисоки субвенции за околу 2.500 евра во однос на порано. Министерот посочи дека со измените на законот се прецизираат и условите во проектот со цел да го искористат оние кои навистина имаат потреба од него. Се воведува ограничување на големината на становите и куќите до 150 метри квадратни, за да се избегне финансирање на луксус. Наместо максимум приходите по основ на плата, се воведува максимум по основ на вкупни приходи. Се уредуваат и случаите кога корисниците поседуваат друг недвижен имот или имаат наследство или дар на делови од станбена единица. Останува непромената висината на субвенционираниот кредит од 50.000 евра. Сите овие промени, оценува министерот, се во насока подобро да се таргетираат оние на кои навистина има потребна помош, како и да се отстранат сите пречки за да може побрзо да се одобруваат кредитите. Проектот беше воведен во 2011 година, а без прекин се применува од 2012 година. Последниот оглас е објавен на 18 јануари годинава, а средствата што се предвидени се 2 милиона евра. Новите услови ќе важат откако ќе биде усвоен во Собранието. До сега најголем интерес имало за проектот со субвенционирање на рата и за купување стан. Просечно се земале кредити од 37.000 евра со просечна плата на корисниците од 25.000 денари. Скопје за неколку месеци ќе добие свој ритейл парк, каде ќе бидат лоцирани познати модни брендови, како и продавници за техничка стока. Паркот ќе се протега на површина од 9.500 квадратни метри, а ќе се наоѓа на местото на некогашната фабрика Типо во општина Чаир. Скопје за неколку месеци ќе добие свој ритейл парк, каде ќе бидат лоцирани познати модни брендови, како и продавници за техничка стока, покуќнина и мебел, како што се Нептун, Јуск, Вајкики, Спортвижен, Зегин. Планирано е да има и супермаркет, банка, кафетерија, ресторан и игротека за деца, а предвидени и паркинг простор за над 300 возила. Паркот ќе се протега на површина од 9500 метри квадратни, а се наоѓа на местото на некогашната фабрика Типо во општина Чаир. Долго време Скопје чекаше проект од ваков карактер. Интересот за закуп на простор во проектот е голем. Посветено работиме и со нетрпение го очекуваме отворањето.
Изјави Катарина Николов од Фортон МКА, кој се ексклузивен агент за изнајмување. Инвеститор на објектот е компанијата Али Тобако од Скопје, а отворањето се очекува да биде во јуни. Без плаќање на паричен надоместок, секој работен ден од 7 до 19 часот граѓаните имаат можност да го однесат стариот мебел, електронските и електричните апарати во центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје ги информира граѓаните дека нивниот кабаст отпад, во кој што спаѓа стариот мебел, електронските и електричните апарати, може да го одложат во центрите за селекција на отпад во Карпош и во Вардариште, секој ден во неделата, во терминот од 7 до 19 часот, без плаќање на паричен надоместок. Доколку граѓаните имаат потреба да ги користат специјалните возила за транспорт, оваа услуга може да ја побараат на бесплатниот телефонски број 0800 222 33. Од предпријатието потсетуваат дека кабастиот отпад не смее да се одлага ниту на јавни површини, ниту во садовите за отпад. Секое сврлање на отпад на јавна површина представува кршење на законот за јавна чистота и директно ја загадува околината. Постапувајте совесно со својот отпад и заштитете ја животната средина, стои во соопштението на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. 36 румани се пријавени на 20-тиот конкурс за наградата Руман на годината 2018. Годинашниот добитник ќе биде објавен најдоцна до 15 март, а наградата се состои од паричен износ од 150.000 денари, плакета и статуетка. 36 румани се пријавени на 20-тиот конкурс за наградата Руман на годината 2018, која ја доделува Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски. Според жирито, во состав Росина Пармаковска, председател на жирито и минатогодишна лауреатка на наградата, Богомил Ѓузел, Александар Прокопиев, Елизабета Баковска и Катерина Богоева. Романесната продукција годинава се одликува не само по обем, туку и по квалитет. Фондацијата ќе го соопшти годинишниот добитник најдоцна до 15 март, до кога жирито ќе направи неколку селекции на романите. Наградата е единствена и неделива и се состои од паричен износ од 150.000 денари, плакета и статуетка. Утре и за време на викендот се очекува стабилно време со пораст на температурите, особено на повисоките места и на планините, што ќе предизвика топење на снежната покривка. По котлините ќе има услови за појава на магла и ниска облачност. Температурата утре ќе го достигне 7 степен, а в сабота ќе се движи од 1 до 7 степени. Во недела ќе се движи од 7 до 12 степени, а во понеделникот 4 до 12 степени. И пред самиот крај уште една сервисна информација. Дел од корисниците од улицата Питу Гули со бројвите 20, 22 и 24 во општина Центар. Утре од 9 до 12 часот ќе останат без струја. Од 10 до 11 часот без струја ќе бидат и корисниците од улицата 4 во село Усје. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации следите не на нашата веб страна mtm.mk. Довидување.